Неконтролирано и големо производство на струја може да предизвика и големи штети, предупредуваат од Енергетската асоциација. Предупредувањето доаѓа по големата инсталирана моќност на електрани од обновливи извори на енергија во текот на минатата година, а особено на фотоволтаични електрани, кои можат до колапс да го оптоварат преносниот систем. Може проблем да настане бидејќи фотоволтаиците сите произведуваат во исто време електрична енергија и практично 80% од електричната енергија во текот на годината што го произведуваат од април до септември и од 9 часот наутро до 5 часот попладне. Не смееме да дозволиме во тој период да има големи вишоци со илјадници мегавати, бидејќи во тој случај не ќе се знае што да се прави со таа енергија доколку дојдеме до таква точка. Единственото решение е да таа енергија се складира. За ова да се овозможи, неопходни се законски измени и подобра регулација на производството на струја од обновливи извори. Во воведување на нова легислатива, каде што одлучивме да формираме работна група, каде што ќе бидат вклучени директно представници од страна на МЕА и различни институции во делот на складирање на електрична енергија. И дополнително на тоа за индикативниот план, каде што ќе се утврдува постапката и начинот како би требало тие инвеститори да ги поминат процедурите поедноставно и попредливо, се со цел нивните инвестиции да бидат профитабилни, а дополнително на тоа постапката да се знае во делот на можноста и на преносниот систем и на дистрибутивниот систем. Батериите може да бидат од 1 до 10 киловат-часови за домашна употреба, од 300 до 500 киловат-час за потребите на индустријски капацитети, па се до неколку мегават-часови кои ќе бидат во состав на постојни или идни производни капацитети, а може да бидат и сторич системи сами по себе кои што ќе имат стотици мегават-часови.